Случајот Сашо Мијалков влезе и во собранието. Опозицијата бара одговорност и оставки од премиерот и министрите за внатрешни работи и правда. Претеникот на ВМРО ДПМН Игор Јанушев директно го праша министерот Спасовски кога планира да понесе одговорност за овој циркус, кој според него не бил без пари, туку бил најскапиот во режија на мафијата на власт. Сериозно е тоа дека системот не функционира. И затоа ајде да видиме кои се оние главните механизми кои што го водат системот. Па тоа се токму овие тројца. Барем во овој конкретен случај, тоа се министрите за внатрешни работи, министерот за правда, премиерот. И да токму затоа системот не функционира, бидејќи токму овие луѓе го водат системот. Оливер Спасовски пак во собранието уште еднаш повтори дека не планира да поднесува оставка. Повторно опозицијата била виновна, како и многу пати претходно за власта. Криминалот и корупцијата се одлика на вашето време и времето во кое што вие успеавте начин да воспоставите на функционирање во тој момент на режимот таков како што беше. Ја го кажувам само за кредибилитетот. Знаете, секогаш крадецот најмногу вика држте го крадецот. И прашува зошто се водени такви постапки. Уште еднаш одговорност побари лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Вели колку побрзо заминат овие луѓе од власт, толку побрзо ќе огрее сонце за граѓаните и државата. Ако институциите затаиле, требаше да има одговорност. Почнувајќи од него, па до тие што стоеа таму до него, кои што му клатеа со главите додека тој зборуваше. Ниту одговорност видовме, ниту ќе видиме одговорност. Зошто? Затоа што се сите влезени во ортаклук. Криминална мафија владее со Македонија. Затоа, што побргу заминат, толку побргу Македонија ќе се ослободи и толку подобро ќе биде за Македонија. Инаку Мијалков кога 40 часа го немаше никаде, а по него беше распишена национална и меѓународна потерница, пред 2 дена слободно се треба обвинителството да го земе решението за домашен притвор. Тој утре треба да слушне пресудата за случајот Таргет Тврдина, каде е прво обвинет. Максимална казна побара обвинителството за променешниот прв човек на УБК, односно 13 години затвор.